Британија. Повеќе американски сојузни држави ги олабавуваат ограничувањата. Бела текуќе разгледува нови упатства за рестартирање на различни активности. Научниците од Оксфорд во трка со времето, што поскоро да дојдат до вакцина за ковид со план во мај да ја тестираат на 6000 луѓе. Закачалка на хуманоста поставена во Охрид. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Анета Шијакова, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Започнуваме со најновите вести. Повеќе американски држави презедоа чекори за олеснување на рестрикциите поради коронавирусот, додека администрацијата на Трамп ги ревидира ново предложените упатства за постепено отворање на бизнисите, училиштата и црквите. Американските официјални лица велат дека упатствата, чиј нацрт го изработија Центрите за контрола на болести и превенција, даваат детални препораки за рестартирање на активностите во различни средини. Лидерите на Минесота, Колорадо, Мисисипи, Монтана и Тенеси дозволија некои бизниси да продолжат во понеделникот. Тие се приклучија на Џорџија, Оклахома, Аљаска и Јужна Каролина во притисокот да се вратат луѓето на работа за да се дојде до некој облик на нормален живот. Здравствените стручњаци предупредуваат против прерано отворање и многу гувернери рекоа дека ќе останат воведените мерки за заштита на јавното здравје. Научниците од Универзитетот во Оксфорд се во трка со времето да развијат вакцина за коронавирусот и пред вообичаената медицинска временска рамка. Научниците изразија увереност во капацитетот тоа да го сторат побрзо од предвиденото време и ја зголемија надежта ширум светот дека нема да се чека за вакцината до следната година. Првата вакцина беше развиена на Институтот Дженер во Британија минатата недела. Научниците планираат масовно тестирање следниот месец, што е временска рамка многу побрза од вообичаената. Нью Йорк Таймс објави дека научниците планираат да ја тестираат вакцината врз 6000 луѓе до крајот на мај. Тимот од Оксфорд најави дека целта е да се произведат 1.000.000 дози од вакцината, иако се покаже ефикасна во следните 12 до 18 месеци да биде достапна до здравствените лица ширум светот. Американскиот претседател Доналд Трамп во понеделникот рече дека има добра представа како е Ким Јонг Ун. Да, имам добра представа, но не можам да зборувам за тоа сега. Знам како е релативно кажано. Му посакувам да биде добро, рече Трамп. 37 годишниот лидер на Северна Кореја последен пат беше виден во јавност на 11 април. Во светот се шират различни шпекулации за неговата здравствена состојба. Се повеќе држави настојуваат да ги олеснат ограничувањата воведени поради пандемијата. Здравствените експерти сепак предупредуваат со тоа да не се брза. Синди Сейн има повеќе. По 4 недели строг карантин да се спречи ширењето на коронавирусот. Германија олесни дел од рестриктивните мерки, дозволувајќи им на некои продавници повторно да бидат отворени, како во Келн и Франкфурт. Преку Атлантикот пак во САД има протести против рестрикциите во одредени сојузни држави, организирани од групи кои во голема мера го поддржуваат претседателот Доналд Трамп. Сепак во Флорида некои плажи повторно се отворени, а во Џорџија на пат е да се отворат фитнес центрите и фризерниците. Здравствените експерти предупредуваат дека Германија и Јужна Кореја го зголемиле тестирањето, намалувајќи го бројот на хоспитализирани лица, како и на смртни случаи, што им дозволува да ги олабават мерките. САД, кои сега се епицентар на пандемијата, се уште не се подготвени. Треба да ги прошириме капацитетите за тестирање, така што секој што ќе сака да направи тест ќе може тоа да го направи. Тоа значи дека ако има ризик за ширење на заразата, брзо ги откриеме. Сега ги тестираме само лицата со симптоми, а тие можеле претходно да го прошират вирусот. Во Нью Йорк и во други делови на САД, здравствените работници протестираат против недостигот на лична заштитна опрема. Во многу болници стапката на заразени здравствени работници е многу висока. Тоа е катастрофа. Експертите предупредуваат дека олеснувањето на рестриктивните мерки ќе биде чувствителен процес и оти можеби ќе треба повторно да се воведат доколку се зголеми бројот на заразени. Сега и за една хумана иницијатива од Охрид. Во услови на пандемија, граѓаните се организираат како да им помогнат на тие што имаат помалку. Мики Трајковски ја има приказната.
Една обична закачалка од домот на охриѓанката Виолета Аврамовска се претвори во закачалка на добрината. Поставена на тротоар на булеварот Туристичка во Охрид, сега секој кој сака може да закачи по некој кесе со храна и други неопходни намирници, наменети за оние кои немаат во време на ширење на пандемијата од коронавирусот. Виолета вели дека заедно со своите пријатели се воделе од девизата кој има нека донесе, кому му треба нека земе. Се одлучивме поттикнати од еден прилог што го видовме за човекот во Велес кој што молеше за храна. Исто така на социјалните мрежи прочитавме и за мајката со самохрана мајка со 3 дечиња, која што исто така молеше, бараше помош со храна. И поттикнати од тоа заедно со моите пријатели, значи одлучивме да пробаме да поставиме така наречена закачалка на добрината на која ќе донираме храна и ја поставивме во понеделникот и засега сме задоволни. Иако не се гледаат како херои на ова време, велат дека она што го прават треба да биде потик и за други нивни сограѓани да помогнат на оние на кои помошта во овој момент им е повеќе од неопходна. Целта ни беше да потикнеме хуманата страна на охриѓани. Свесен сум дека сите го имаме тој аспект во нас и се надевам дека за сега барем добро ни оди, се надевам дека така и ќе продолжи, дека се повеќе ќе донираат охриѓани. Бедена сум во хуманоста на охриѓани, меѓутоа се плашев дали ќе се осмелат оние на кои им е најпотребно да ја пружат раката, бидејќи најчесто тие кои што имаат најголема потреба се најтивките и најстрамежливите, а ние секако ќе продолжиме се додека има потреба, додека трае во нредната ситуација, а и понатака ако почувствуваме дека имаме потреба. Овие луѓе планираат закачалки на добрината да постават и на други локации низ Охрид со цел оваа хумана мисија да се прошири што повеќе. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Музичарите наоѓаат креативни начини како да ја пласираат својата уметност кога се налага останување дома. Џули Табо разговараше со музичко трио во околината на Вашингтон. Предворје на куќа изгледа како необично место за одржување на класичен концерт. Но не и за триото Мајло. Откако со мерките за социјално дистанцирање е забрането собирање во групи, овие музичари прават концерти надвор и онлайн. На тој начин луѓето можат да бидат оддалечени едни од други и заеднички да уживаат во музичкото искуство. Беше апсолутно прекрасно. Ми се допаѓаше изборот на музиката. Овие музичари направија да се чувствувам многу подобро. Беше навистина добро, комплицирана музика. Мислам дека беше пријатно и весело. Убаво искористена можност за вакво време, многу инспиративен момент за нашите деца. Ова трио било формирано во јануари минатата година. Карл, Ема и јас свиревме секојдневно. Се обидуваме да најдеме начин да продолжиме да се гледаме и сега, но и да ја споделиме музиката со заедницата. Сакаме да свириме за заедницата, зашто ги зближува луѓето. Сакаме да потсетиме дека и во време на социјално дистанцирање има место за уметност. Пијанистот Карл Банер вели дека првите два концерти биле одлично прифатени. Триото Мајло не се единствените кои дошле на оваа идеја. Задаколот е Бил Крандал, кој свири гитара во неговата гаража и тоа го објавува на социјалните медиуми. И джез музичарот Фредерик Јонет ја споделува неговата музика онлайн, како и преку отворените прозорци од неговото. Во времиња како овие, едно нешто е сигурно. Штом ќе засвири музиката, луѓето слушаат на улиците на Вашингтон и пошироко. Вие го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка. Бидете со нас и утре во истото време. Довидување.